Последниот термин од нашата емисија вообичаено е резервиран за гости од Цистина, а овој пат овде во студиото ни дојде медицинска сестра Наташа Џамбазовска, медицинска сестра и воедно едукатор на идните мајки. Наташа, добро утро. Добро утро. Добро ни дојдовте. Добро ве најдов. Ви благодарам за поканата. Поздрав до вас и до сите гледачи на вашата емисија. Темата ни е доење. И сега некој ќе рече, па што има се толку да се едуцираме на тема доење, кога тоа нешто што самата природа си го решила, но дали е тоа така? Па добро, да, точно. И ние се среќаваме со такви прашања, медицинските сестри што работиме на одделот за неонатологија. Порано било навистина така, мајките нели го ставаат бебето и практично сами се учат и сами се запознаваат со сите придобивки и проблеми во текот на доењето. Меѓутоа денеска е сменето времето, значи не е исто како порано. Мајките имаат повеќе обврски, повеќе стрес и притисок. Стрес може би од работата, значи сите се образовани, сакаат да работат, да се едуцираат, да напредуваат во кариерата, така да се сретнуваат со сите и придобивки, меѓутоа и проблеми при доењето. И потешкоти, да. Да, и затоа е многу битно, посебно во првите денови, уште додека се во болница, да им се објасни и да им се помогне во процесот на доењето. И доењето е вештина што треба да се совлада. Значи, да совладаат и бебето и мајката. И првите денови во болница се клучни и за мајката и за бебенцето, за да се едуцираат и да се запознаат со доењето. Едно нешто што сите знаеме, и веројатно сите се согласни околу тоа, а тоа е дека мајчиното млеко не може ништо друго да го замени. Да. Зошто е тоа толку значајно? Точно. Незаменливо е мајчиното млеко. Огромна е неговата моќ. На пазарот има многу адаптирани млека кои се многу приспособени до мајчиното млеко. Меѓутоа се уште не постои нешто што има толкова моќ како мајчиното млеко. Тоа практично представува, посебно во првите денови кога е колострума, како пасивна имунизација на бебето. Покрај сите витамини и имунолошки фактори во мајчиното млеко ги има антителата што ќе го штитат бебето од многу болести на почетокот и во текот на животот. Значи не зборувам само за нутритивната моќ, него и за имунолошкиот фактор. Навистина незаменлива е моќта на мајчиното млеко. И затоа преферираме да бидат бебињата не само ние, нашата болница, него и целата светска здравствена организација велат бебињата да се дојат барем до година дена, до некои ете и до 2 години можат да се ги дојат бебенцата. И првите 6 месеци преферираат и педиатрите бебињата да бидат исклучиво на мајчино млеко. Ексклузивно, што се вели. Ексклузивно доење. Сега за целиот тој процес да профункционира како што треба, колку е важен на самиот почеток смиреноста, спокојот, спокојството на мајката. Тоа е, да речем, најбитен момент. Клучно. Клучно е. Значи има неколку фактори што се битни за да се воспостави успешно доење. Најбитен фактор е мајката да биде цврсто решена и убедена дека сака да го дои сопственото дете, да биде смирена, спокојна. Меѓутоа, тоа во почетокот не е баш така како ние што ќе кажеме. Посебно во последниве години, кога повеќето од мајките се одлучуваат да родат бебенце, да речем, во после 30-та година. Повеќето од нив се пораѓаат со царски рез, значи тоа не е исто како спонтано породување. Исто така, повеќето од нив поминуваат низ една процедура на инвитро оплодување. Не само едно, него и неколку. Тој процес не е баш така лесен и едноставен, значи се случува некој хормонален и дисбаланс и додека дојдат хормоните на свое место, прво ако чекале родителите долго време бебенце, прво кое ќе го видат после толку години, они не можат да му се израдуваат. Така да возбудезни се, вознемирени,
што викаат повеќе ќе се плашат за бебето отколку што ќе уживаат на почетокот. Тие првите неколку денови клучна е нашата улога на медицинската сестра што работи на неонатологија и на нашите педиатри неонатолози, да им се објасни за процесот на доење и да им се помогне во позиционирањето при доење. Така да клучна е затоа што и физички мајката не е толку мобилна, па да и ги објасним и да помогнеме во позиционирањето, да се кажат кои се проблемите во текот на доењето. Значи, битно е позиционирањето, не само да биде ефективно доењето, него и да не се направат тие рагади. Многу често се плашат мајките, нели, на почетокот кога ќе дојдат, велат зошто јас одма да го ставам на града кога се уште нема млеко. Ние велиме, па тоа е клучно, значи во првите 2 до 6 часа да се стави бебето на града, за да се отпочне тој процес на создавање на млекото и доаѓање на дојката. Значи, колку побрзо се стави на града, толку побрзо ќе надојде млеко. И позиционирањето, во тоа позиционирање ние имаме исто така клучна улога медицинските сестри. Многу често во почетокот, ако е мајката породена со царски рез и она не може да седне, значи е потешко, има болки, тогаш преферираме да биде во легната положба доењето. Им кажуваме на старт да биде краткотраен подојот, почесто да се става, но кратко да трае, по 10 минути на страна, и да се продуцира од двете страни млеко, меѓутоа и да не дојде до појава на разранување на брадавиците, кои така се болни, па потоа тоа е еден чекор, да речам, прв чекор за да се откажат од доењето, затоа што мислат дека тоа така ќе биде вечно. Така да, во тие случаеви кога имаат такви проблеми, ние им велиме може слободно или да ги намачкаат со млекцето, малце да истиснат брадавиците, или на пазарот има многу креми што помагаат, што се специјализирани за рагади, па можат да ги мачкат и да речиме, ако е многу разранета брадавицата, од едната страна малце паузираме неколку часови, зависи колку е оштетена, и потоа да се продолжи, да се сушат брадавиците и да се продолжи со доењето. Ајде да почнеме до ние основни инструкции, да речеме кога би требало по нормален пат се да се тече како што треба без проблемите. Кои се основните правила? Да речеме прво на колку време траење треба да се дои детето? По почетокот првите недели велиме слободно доење, значи секогаш кога ќе посака бебенцето. Треба време за да се воспостави тој ритм на 3 часа бебето да цица. Зошто бебето бара често да се става на града? Затоа што во првите денови бебенцето повеќе спие од што влече. Практично, да не речем како да си игра со брадавицата. Така да, од тие причини и млекото не е надојдено, се става почесто бебето и оно бара повеќе да биде на града. Како ќе проаѓаат деновите, бебето ќе добива повеќе на енергија, на сила, ќе надоаѓа млеко и во тој случај ќе се нацицува убаво и ќе се зголемува интервалот помеѓу подоите, но за тоа треба време да помине. Значи тоа е процес што ретко кој може во првата недела да го направи. Може тоа кај второродка и третородка, кај која побрзо надоаѓа млекото, па тогаш убаво бебето да се нацицува и да се направи тој ред. Но во принцип, кај повеќето мајки треба време негде околу 2-3 недели до 4 да се воспостави тој ритм на 3 часа да се дои бебето и дење и ноќе. Ние велиме дека треба бебето да се дои барем до првата контрола, додека не каже педијатарот дека можеби во ноќните часови бебето, ако е успано, да не го будиме барем 4-5 часа, но во принцип бебињата што се на доење бараат и во ноќните часови да се доја, затоа што и ние велиме да се доја, затоа што во млекото има мелатонин кој дава мирен и спокоен сон за едно бебенце. Колку е важна, споменавте позицијата, колку е важна правилната позиција при Па најбитна е позицијата. И за да биде ефективен подојот, да ја празни убаво бебето градата и да не дојде до таа состојба на мастит од која најмногу се плашат мајките.
па знаат често одма да речат уште вториот ден, дајте ми пумпа одма да се измолзува. Значи, не само брадавицата, него и пола од темниот дел, што се вика ареола, треба убаво да биде во устата на бебенцето. Правилниот подој, значи, треба да цица, па 5 секунди да се одмори, ако не продолжува бебето, мајката да го подсети на брадулчето за да влече бебенцето. Значи, убаво да се позиционира градата, бебето да биде убаво свртено со телото и со главата на кај мајката, да ја опфати убаво, долната усна да биде нанадвор испакната и тој ритам, значи со 5 секунди одмори да се продолжи, тоа е, да речем, битно да не спие на градата на мајката. Кога ќе надојде млеко, тогаш подојот треба да трае подолго на една страна, од прилика негде 20-25 минути ефективен подој се смета дека за тоа време ефективно, ако цица со ваков ритам како што кажувам, дека ќе ја испразни градата и зошто е битно кога ќе надојде млеко да ја испразни едната града убаво, затоа што тоа што ќе го држи сито бебето се лачи после 10-тата минута, мастите што ќе му дадат енергија и што ќе го заситат бебето. И потоа, велиме, понудете ја другата града, од другата страна можеби ќе цица 5 минути и ако се откаже, значи доволно му е, ставете го во креветче. Кога ќе се разбуди, продолжете со таа града што помалце влечело, да речем, што се завршил подојот. Да, но често пати се случува, ова фино во теорија, така, но и мајката уморна, и бебето уморно, да. И се случува едноставно да заспијат, така. Так. Да, точно се случува и тоа. Значи, ако се случи тоа, значи бебето заспало и мајката, и тоа во неправилна позиција, мора да во кажеме. неправилна, да. Па мора секогаш има на почетокот некој во домашни услови, некој што ќе помага, нели? Значи да се тргне бебенцето, да се стави убаво, да се одспие, да речем. Ако се многу тврди градите, значи не до исцицани, тогаш може да се измолзи мајката. Меѓутоа не преферираме нонстоп да се измолзува. Зошто? Зошто? Затоа што тогаш се продуцира повеќе млеко и тоа млеко не му е потребно на мајката и тоа е еден чекордомастит. Значи, често знаат да кажат да се доизмолза. Значи, ние им викаме почесто ставајте го на града бебенцето, но измолзување само во исклучителни случаеви, да речеме кај нас во болница третиот ден, кога бебето е најпоспано од сите денови, заради појава на таа физиолошка жолтица што ја имаат сите бебиња, па знаат да бидат попоспани и тој ден тогаш нагло надоаѓа млеко, бебето е поспано и мајката почнува помалце да ја фаќа паника, што ќе правам дома, ние им велиме, нема да биде вака дома, значи бебето нема нонстоп да спие. Тогаш во тие моменти, ако е многу тврда градата, црвена, ако има малце температура мајката, преферираме нели облоги да се стават, малце благо да се измасира градата и да се измолзи еднаш до 2 пати додека каналите убаво не се разработат и потоа веќе бебето ќе се почнува да станува ќе се одспие, да речам, ќе стане, па ќе цица, така да тој процес нема да биде вечно така. Значи се менуваат работите. Нити градите ќе бидат цело време разранети, нити ќе бидат исто како третиот ден, што викам, тврда градата, значи ќе се опуштат кога ќе добие оно сила и енергија. Значи тоа што ќе му се понуди на бебето, тоа ќе цица. Или се случува, на пример, едната града да не ја сака бебето, значи да не сака воопшто да ја види градата. И ние викаме, мора и тука да цица бебето. Им помагаме на мајките, ако се вознемири кога го ставаме на града, тогаш малце ќе го гушниме, ќе се смири, мајката ќе го гушни, ќе му зборува, тоа е битен моментот и бебето си ја препознава по мирисот на телото и по топлината на гласот, веднаш ја разпознава мајката. Ќе се успокои, ако е многу вознемирено, ќе му капнеме со шприц малце млеко да се смири и потоа ќе го ставиме на града. До сега не успевало, значи, ако се придржуваат на ова што кажуваме мајке, не успевало да се дојат на двете страни. Исто така, битен момент е
често имаат мајките рамни брадавици, велат јас не можам да го дојам, ми се рамни брад. Тоа не е причина да не се дои бебенцето. Прво пробуваме, значи, во првите 2-3 дена им помагаме ние медицинските сестри, доколку не може никако да се отпочне тој процес, тогаш советуваме силиконски брадавки да се користат, кои ќе го олеснат тој процес на доење кај такви, да речем, брадавици или кај бебиња што се помали во гестацијска недела и кај нив не е толку развиен инстинктот за цицање. Значи им треба време малце за да повеќе од другите бебенца. Тогаш советуваме, но тоа не значи дека така ќе продолжи цело време доењето и понатаму. Сила бебето, претпоставувам дека да. Велиме дома, значи во моменти кога е посмирено бебенцето, тргнете силиконската брадавка. Ако е вознемирано, пак капнете малце млекце да се засите, гушнете го и пробајте да биде бебето кога ќе добие на сила енергија, ќе се оформи брадавицата, ќе биде поиспакната и ќе биде полесно доењето. Друг страв што го имаат мајките е тоа она константно прашање дали имам доволно млеко. Така. Па ако имам, дали е хранливо, тоа исто се прашуваат. Постои хранливо, нехранливо млеко или млеко се млеко? Нема, не постои хранливо, постои, да. нехранливо. Може само да има во количина, да биде помалце или повеќе, меѓутоа составот нема тоа што викаат слабо или јако млеко порано, како што им кажувале на мајките. Мислам дека им ще кажуваат, да, дури веќе така, да. Има неколку прашања што ги мачат, значи посебно ден пред да си одат, кога и тогаш им вршиме едукација околу негата на бебенцето, значи што да прават за да надојде млеко, како ќе знаат дека е нахрането бебето. Значи, освен тоа да често го ставаат бебето на града, затоа што тоа е најголемиот стимулатор за надоаѓање на млеко, да пијат течности, да јадат калорично, во почетокот нема да имаат многу апетит, но да си имаат редовни оброци. Значи, да се избегнува само газирани сокови, кафиња, многу благо, да одмарат, тоа е исто така многу битен услов, како викаат бебе спие, мајка спие, за надоаѓање на млеко. А како ќе знаат дека е нахрането, ако е бебинцето на мајчино млеко на доење, значи прв показател дека бебето убаво цицало, ако после подојот градата е испразната, ако има на 3 часа бебето пелената е измучкана, ако има столицата станува златно жолта, тоа се знаци дека бебето убаво јадел. Значи првите денови треба време за да се воспостави тоа и затоа велиме често ставајте го и бебето така повеќе како и секоја друга работа, кога често ја правиме, значи така и ќе ја научиме и ние и не треба да се плашат, посебно зборувам за нашите искуства во нашата болница, кога ќе си одат дома, ние имаме и патронажна служба. Значи ги посетува наша сестра која е обучена за исто така, која работи на неонатологија. Доаѓаат еднаш неделно кај педијатар на контрола, посебно во првиот месец може да бидат и повеќе контроли ако оцени докторот. И сме 24 часа достапни, можат да ни се јават на телефон, да не консултираат и дење и ноќе за секаков проблем што го имаат во текот на доењето и во после породувањето ние велиме дека тоа е клучниот момент. Се другото што се случува околу бебето, посебно околу негата, толку да не се оптеретуваат, колку што е битно да навлезат во тој процес на доење. А што е со оној момент што може да се нарече на некој начин оптеретување на родителите, тоа е секојдневното мерење во грамажа, така не е во килажа. Па се случува. Табели точно колку треба да се зголеми. Да. Па се случило кога сме оделе на патронажа да видиме вага и да си го мерат бебенцето. Ние им велиме тоа да не го прават. Значи, затоа доаѓат еднаш неделно на педијатар. Сосема доволно, да се проверува според вас. Значи, да се водат по испразнета града после подојот, полни пелени на 3 часа. Значи, тоа се знаците дека бебето убаво јадел. Они сами ќе забележат, значи, бебенцето кој е помлитаво, попоспано,
значи посува кожа, значи дека малце и не му ја и доволна храната. Но сепак велиме, ако имате некаков проблем, подобро јавете се или дојдете порано на контрола, но не се оптеретувајте со мерење на бебенцето. Притисок, да, точно, се случува и тоа. Има мајки, значи, што некогаш првиот ден, вториот, ќе кажат, не можам веднаш да го дојам бебенцето. Ние имаме разбирање, значи пак ќе кажам тоа што го кажав на почетокот, заради кои причини, возбудена е, вознемирена е, се плаши прво да го допри, да го земе бебенцето. Така да велиме, добро, ќе го одложиме за неколку часа доењето. И тогаш ќе се подсмирува, да, така? ќе се подсмири. Еве, пример, да речем, минатата недела имаше една мајка која помало бебенце, па потешко одеше дента доењето, бебето попоспано. До вечерта мајката се уплаши и вели, земете го, јас ќе се легнам да спием. Додека па са бајлето кога дојдов на работа, значи она сама си го ставила да го дои, цел ден беше бебето со мајката, значи малце треба, велиме да и се дава повеќе поддршка на мајката, но не и притисок. И во домашни услови велиме, прво и основно, вас треба да ви биде удобна положбата, прво вие да се наместите, да се опуштите. Среќна мајка, среќно дете, така? Да. Тоа што ве прави опуштена, тоа пуштете си музика, ако сакате сами доите го, да нема тука луѓе, така да... Избркајте ги сите луѓе од дома. Треба, да. Наташа, многу ви благодарам на овие ваши совети. Знам сега дека ве чекаат, потребни сте и на мајките, и на новороденчињата. Јас им благодарам и на сите гледачи кои што беа ова утро со нас. Ви посакувам не само убав ден, туку секако и убав викенд.